За мене сте сите до еден ист. Ама тие дозволи вас тука. Дозволи. Тогај не беше вакантно. Тогај не беше Тензично со дискусии на висок тон и нервоза протече денес средбата на стечајните работници во Штип, кои по донесувањето на така наречениот стечаен закон останаа лути и разочарани. Тврдат за време на изборите едно им било ветувано, а во законот пишувало нешто сосема друго. Сите ги опфаќа од 95-та година навака кои имат непрекитан работен стаж. Пред 95-та година никој нема. Затоа од старите не е никој опфанат. Од 90, прочитай го законот. 95-та е законот. 95-та година навака важи. Знам која е. Хачо, од 95-та е до 2017. А до 95-та година тај работен стаж не важи. Меѓу стечајците имаше и такви кои се чувствуваа изиграно и обесправено, зашто законот се однесувал само за одредена категорија стечајци, не за сите. Има измена у законот да не биде само државна, туку да фани 15 години од приватна. Значи само на една страна е терат водата, а Мила Царовски убаво кажа, ќе се поднесе амандман без разлика дали са работили по Бранкови закон, дали са работили 3 месеца, 5 месеца, дали са напуштили работа по собствена волја или не, сите да ги фани. А сега водата се тере само на една страна. Дури и оние кои ги исполнуваат сите услови и 3 месеци по поднесување на документите немаат никаков абер од Министерството. Решение сме добили. Немаме те 3 месеца виж како чекаме. Како беше Царовска тука суваа театро и нема виш што. Фаќа ли законот? Фаќа законот, немаш. Нема. Колку имате сте работено? 20 години имам. 22 години и нема. Што ќе добијам? 25 години имам работено, некој со 10 години таму добиле. Јас 25 години у иста фирма, фирмата сменила, сега доаѓа тука еднаш ка не излажат така, онамо тој другчија те излажат. Од друга страна, председателот на УНИТ Кемаледин Арсланов тврди дека во тек се нови законски измени кои ќе им дадат подеднаква шанса на сите. Има 164 решенија се добиени, изјаснија се луѓето кои се добиле и очекуваме наредниот период до крај на месецот па още една групата да добијат и така и мора да нападам во дека ќе имаме предлог закон за допуна измени во собранието за стечајците, така да ќе го фане сите, нема да бидат никој одбиени. Тоа е ставот на владата, така да нема никој да биде одбиен. Со измените на законот кои се во собраниска процедура ќе бидат опфатени сите стечајни работници кои имаат вкупен стаж од 15 години, независно дали истиот е стекнат само во една или во повеќе фирми. Важно е само истите да бидат во државна сопственост. Со овие измени треба да бидат опфатени дополнителни 1500 стечајци, од кои околу 150 се од источниот дел на државата.